Алармантни податоци. Загрижувачки се намалува старосната граница на пушачи. Меѓу зависниците од никотин има и деца од 10 години, покажуваат анкетите на СВР Штип. Значи имаме веќе деца од 7 одделение кои се активни пушачи. А обично кај оние семејства кај што имаме дисфункционално семејство, тука веќе имаме ученици кои во 5 и 6 одделение се имаат изјаснето дека консумираат цигари. Токму поради ова, полицијата влезе во училиштата за на децата да им помогне да се држат настрана од цигарите. Целта на овој проект превенција од никотиноманија е да ги едуцираме младите за штетните последици од употребата на цигарите, бидејќи голем дел, а и возрастните сметаат дека цигарите не се штетни по нашето здравје и дека не представуваат дрога. Значи секоја супстанца, дали е од природно или вештачко потекло, која предизвикува штетни последици по здравјето на човекот, предизвикува зависност е дрога. Во текот на кампањата која траеше 2 години, беа опфатени 15.000 ученици од сите основни и средни училишта на подрачјето на СВР Штип, а предавачи беа врснички едукатори. Едукацијата се вршеше, поминавме низ сите школи во регионот, средните и основните училишта. Имавме проект кој требаше да го презентираме, во проектот содржаше повеќе слайдови, што е лошо. Имаше и неколку слики во врска со тоа на што делува во нашиот организам. Наместо пороци, полицијата на учениците им понуди спорт, па денес заедно во Штип играа фудбал. Сакаме ние како полиција да се дружиме со децата, бидејќи ние сме сервис на граѓаните и сакаме да бидеме блиски посебно до младата популација, да не осеќаат како нивни пријатели, а не како нивни непријатели и сите проблеми кои ги имаат од пороците на денешнината да ги пријават кај нас во полиција да можеме заеднички да ги решаваме. Инаку, зависноста од цигари е најчесто присутна зависност кај младите, а секој трет над 15 години се декларира како пушач.